На трибина во Делчево, Алијансата за позитивна Македонија ги представи, како што ги нарекоа, 10 клучни чекори за преродба на државата. Како да го сопреме овој екзодус на македонскиот народ, кој секојдневно си заминува од земјава поради економски причини, неработница, безперспективност и отсуство на волја на државата, на сите влади во овие 23 години да решат единствен проблем, а тоа е економската екзистенција на граѓаните на Република Македонија. Посебно место во настапите на Алијансата ќе имаат неодредените гласачи, кои според нив се околу 40% од вкупниот број граѓани со право на глас. Време е тие граѓани условно да речем да се разбудат, да го дадат својот глас и да помогнат во поместувањето на Македонија кон напред, кон развојот. Нивниот глас ќе биде клучен за настанувањето на тие промени во овој општество. Дел од коалицијата за позитивна Македонија е и партијата на пензионери, чија цел е на пензионерите да им ја каже, според нив, вистинската положба во државата. Да знаа дека пензиите во Република Македонија се најниски во однос на ју просторите. Чак едно Косово, една Босна кои војуваат има поголеми пензии. На терен се и останатите политички партии, а оние кои имаат свој претседателски кампањи ги почнаа митинзите. Кандидатот за претседател на ВМРО ДПМН, Ѓорѓе Иванов, одржува митинг во Кочани. Затоа што вие граѓаните имате потреба од